Драги, драги приятели, немав намера вечерва повторно да правам анализа, но посетата на унгарскиот премиер Виктор Орбан сака да ви ја потолкувам од моја аналитичка гледна тачка. Која е причината за неговата посета во Македонија? И дали овој разговор или средба на Виктор Орбан и на нашиот такован премиер Мицкоски е проба и однапред недоговорена. Моите анализи зборува дека Орбан дојде во Македонија да го пробие патот на Кина во Македонија. Како да го пробие патот? Бидејќи Кина имаше проект прво да се гради воден пат на заед или водата на ССМ со Дуи до Запред, то требаше да биде воден пат да се спои Морава со Вардар и да се оди до Солун. Бидејќи по воден пат најефтино е пренос на роба. Бидејќи тоа не успеа, Орбан пробува што направи. Направија брза пруга до Белград од Сегедин. Мислам дека беше Немедреσε за збор до Белград и надоле треба да се прави брза пруга, поточно низ Македонија, која би го поврзувала Егеот, поточно до Пиреја, или Солун, да кажеме. А Пиреја спомнува тие причини што Кина, Пестричето Пиреја го има заведено под концесија. И затоа Орбан кажа дека овие пари не се кинески, ни европски. Тоа е мала сума пари, за Македонија да, голема, 500 милиона евра, но нормално дека он не сме тоа да каже, чии си како се париве и каматите, но за Македонија е добро. Добро е од тоа што со самата пробивање на пруги ќе дојдат и инвестиции, а Кина полека го зазема европскиот пазар, пазарот на ЕУ. Видите што се случува со Германија која е локомотива на ЕУ. Само пропаѓа автоиндустријата со санкциите кои ги воведа на Русија. Они живеа на ефтини енергенци од Русија, запад. Сега плаќаат по 5 пати поскапо, но тоа не го прави Унгарија. Унгарија добија привилегирани цени, нормално. Газ во Унгарија стасува и не ја поддржа Украина. Затоа Зеленски му се закани на Орбан дека ќе го затвори газовот кој иде кон Унгарија и Словачка, мислам дека иде, не сум сигурен, не ми се да збор. Значи, не случајно, полека Кина влегува на врата, но она не може да влезе на врата кој што влезе во Србија, бидејќи ние сме во НАТО пактот. Но брзата пруга е добра и за Македонија, за македонското стопанство и за инвеститори. Значи, причината висинска, што се однесува до Бугарија и ветото, и ово што се случи, ЕУ што и даде предност на Албанија, тоа е добро за Македонија од многу причини, но не сега ги набројувам, за да не ја распам играта или за мене е комедија како аналитичар, бидејќи за тоа сум врзан. Значи, ово ќе биде пругата што треба да се гради до Грција, викат не, тоа е егејски дел, до Солун треба, или пак Пиреја, зависи, но најверојатно Солун ко пристаниште, иако Пиреја под концесија на Кина, а Солунското на Русија. Не случајно, Орбан беше прво кај Путин, оттам отиде кај Трамп. Значи, се спрема нова глобална слика, тука треба да се управи Македонија,
koja все пак не може да бара повеќе во Европска унија, нема никош ни да биде применици било што, бидејќи 8 година, ја реков, и НАТО се распаѓа и Европската унија со целосна окупација на, не би рекол дека окупација, Украина е стара руска територија. Киев е татко на руските градови, значи многу пати кажано дека Русија не почнала да се гради од Москва, него од Киев. И втора работа, Украина била слаба точка, муси Бигнар, ке се тоа го кажа. Ако треба да се освои Русија, треба да се оди преку Украина. Тоа го прави и Наполеон Бонапарт, и Хитлер, и сега се исто прави од 2014 навака. Значи, конфликтот не е почнал 2022, него е почнал уште 2014 со Мајданот. И со одвојување нормално Крим, а Крим е инаку во руско полуострово, бидејќи се Екатерина Велика што ги водела кримските војни, кога Хрушчов, Никита Хрушчов, доаѓа унгарец, доаѓа начело на СССР, 55 на 56 го подарува Крим на Украина, значи Крим никош не бил украински, да се разбереме, со наводна причина дека оптоварување на Руската Федерација и така натаму. Значи, Орбан тука доаѓа со инвестиции, иначе помошта што е дадена, ја го сметам толку помош, бидејќи со толку минимални камати плюс грес период, присуко некој да ти подари нешто, е добро за Македонија и за македонското стопанство. Ова зборува дека Христијан Мицкоски, ако сите го подценуваат како политичар, ја го следа по друга гледна точка, но негови посети имаше со Унгарија и со бидејќи и сестрински партии се во Европската унија. Значи, подготвувано е долго време овој проект и помошта, како сакате, кредита нека биде, од 500 милиона евра, кој има грес период 3 години и браке, мислам, близко 2%, тоа е смешна сума, бидејќи кредити што се земаат по 6-7% се земаат, он точно дека се европски пари, но дали се европски прашања, бидејќи се даваат со нивниот буџет, а не знаеш кои се пари се таму мешаат. Значи, главна цел на Кина е Будимпешта, а потаму целата Европска унија или падот на целата Европска унија доаѓа. И затоа е потребно, бидејќи не се гради водниот пат преку Дунав, преку Морава и Вардар, до Белград, а таму мислам да се нормално. И таму би одел со пруга, брза пруга, затоа сега се иде директно до брза пруга. Ова е одличен потек, например, доста подготвуван, ме изненади, но средбата не е гада. И не е случајно и одбраната на Орбан и до Европската унија и за се. Но и Орбан е свесен дека Европската унија нема да после више, а бугарите си стрча посо народот и комисијата ќе биде кината и многу работи, значи се оди чекор по чекор. Сите го осудуваат, Мицкоски не рецува раскинување на договор со Бугарија за добрососедство, како и предпатија. Самата економија ќе ги раскине. Значи, ова пруга што треба да се гради, а креј се брзо гради, да се разбереме, бидејќи тоа ќе биде нивна инвестиција, нема веќе наша, но ќе донесе доста инвестиција од страна и поевтина роба за Македонија. Нормално, Македонија се дека го НАТО, а НАТО ќе се распадне брзо, не може поблиски односи да воспостави со Кина и Русија, иако Елитрон, да не беше Русија, за сега Македонија ќе немаше. Руската мечка и чепата е ставена врз Македонија, Србија е моментално боксерска веќе нема тоа ни борба. Еве ги гледам порталите како полека србите ги вртат против Русија. Во многу и моје анализи кажам, сега ќе повторам, значи не бирам один,
И аз строя пак своята, нали, стражно 83-та, и знам, имам го видено, од моите автони предци, Соул ќе биде војна поморска база на Русија за помните, може би тоа ќе да биде жив, бидејќи на Русија е треба топло море, не случајно на Солун го зема под концесија, а Крилово ќе биде војна база. Ова требало и на две идеи на Владимир Путин, председател на Руската федерација, кој јасно укажа писменоста во Русија дојде од македонските земји, значи не рече Македонија. И втората идеја кај му беше, Солун е македонски град. Трета работа, председателот Иванов, кога беше во Русија, никој не забележа една работа. Он доби орден. Не доби од Руската федерација, не од Путин, он доби орден од рускиот патриарх, значи од Руската православна црква и руски московски, мислам, кога се вика патриарх, не ми ке крај ќе ми просите. И што дојде после тоа? Веднаш дојде до признавање и автокефалност на македонската црква, прво од Србија, потоа од Русија. Значи, тоа беше руски проект за признавање на македонската православна црква, што натера Србија да го направи тоа. Е сега тоа што не доаѓа од грчкиот владика, патриарх, мој е влашки, не е грчки, не е влашко потекло. Од царите, тоа е друга приказна, мислам, друга, ама за кратко е. Драги пријатели, посакувам убав сон, убав викенд. Уште еднаш ќе повторам, оние што сака да ме следат мене и моите анализи, треба на YouTube, значи да ме гледат, да притиснат на копчето да subscribe или преподписи и нормално, ако се допаѓа анализата, да стават лайк. Уште еднаш ќе ви посакувам убав сон, убава ноќ, но ово се добри потврди со Орбан и со Унгарија, иако многу имаше спекулација, кинески пари са, Гуриевски и така натаму, не. Ова е само подготовка, Орбан дојде да го подготви патот на Кина, значи со брзата пруга од из Македонија. А тоа за македонската економија ќе биде голем бенефит. Уште еднаш добар сон и со зgodател напред.